Предавањето ми е замислено да почне баш од, да речеме, крајот на Втората светска војна, кога во новата и тогаш свежа атмосфера и полет по ослободувањето, македонскиот јазик конечно ги добива своите и формални, да речеме, признанија во форма на статус во поголемата југословенска држава, кога и се формализира и кога низ низа од правни акти добиваме некаква основа за да може да се изработуваат понатаму разноразни учебнички помагала и така натаму. Кратко прашање. Колку од вас овде се преведувачи? Скоро сите. Уште едно кратко прашање. Користите речници? Добро. Користите вештачка интелигенција за помош? Не се срамете, ај. Добро. Користите помагала, правопис и така натаму? Користиме. Па тогаш таа генерација што почнувала немала ништо од ова, буквално ништо. Може би си имале речници од јазиците од кои што преведувале, од француски, од германски и така натаму, од грчки, од старогрчки. Меѓутоа речниците доаѓаат подоцна. Впрочем, и по широката популација на почетокот, по установувањето на правописот и установувањето на азбуката и незиното кирилско писмо, имала тешкоти да го прифати ова, како преку ноќ, особено книжевната елита, требала да сега да твори и да пишува и да преведува на јазик кој што буквално бил формализиран до пред неколку недели. И таков и беше примерот. Во моите истражувања се успеав да ископам една песна, која што е објавена неполни 15 дена по официјалното усвојување на правописот. На 22 јуни е песната Пролета на народите од Вера Ибнер, во препев на извесен Блаже Конески тогаш. И тоа е само 15 дена по установувањето на правописот. Со стандардизацијата и преводот треба да ни се покаже некоја порака дека оди рамо до рамо и дека тој всушност станува првиот полигон за тестирање на капацитетите на неодамна кодифицираниот литературен јазик. И не само тоа. Во неговата студија Survey of Macedonian Language, 52 година, ова е малку покасно, има и други разви, меѓутоа убаво е да се забележи Хорас Ланд, еден од првите проследувачи на македонската книжевност во странство, признава искрено дека многу македонци се уште не се научија да се служат со сопствен македонски јазик на сите стилски нивоа. Само една мала група интелектуалци што дневно се занимава со пишаниот збор, сега пишува лесно и без честа употреба на србизми и бугаризми. Истиот Ланд во истава книга малку подоцна ќе каже и дека, само да видам, тие несвесно и преминуваат на српски кога говорат за некои политички, филозофски и уметнички прашања. И веројатно во оваа атмосфера вакво нешто и логично да се претпостави, бидејќи до тој момент, до 40-тите, македонскиот бил повеќе како јазик за домашна употреба со интимни пријатели и така натаму, тврди Ланд, а по стандардизацијата се официализира и понатаму започнува интензивна дејност. Најмногу преведувачка. Тоа е интересно. Дури Конески подоцна ќе го спомнеме, ќе има едно негово признание дека литературниот аутпут во тој момент на преводи е многу поголем отколку оригиналната литература. Голема улога во ова промоција и актуализација на новиот јазик и новата норма, нели, тој не е нов. Ние знаеме дека од тие тенденции се признаени во македонистиката од Мисирков постепено до крајот на Втората светска војна, меѓутоа тука е кулминацијата. Акцент и голема улога е списанието Нов ден, кое што иако функционирало неколку години само, во него се напечатени некои многу интересни и влијателни писанија, кои што ќе се покажат влијателни за повеќе правци на литературата во Македонија, меѓу кои и преведувањето. Мислам дека тука Конески ги објавува оние први есеи, некои забелешки за преводот или нешто така беше, кај што на почетокот е критичен спрема дневната пракса на известни преведувачи, а понатаму со децениите и си го менува и си го, да речеме, поублажува тоа гледиште. Оваа мала група дејци, Владо Малески, Конески, Ацо Шопов, Јаневски, Митрев и Венко Марковски,
започнуваат интензивна публикација и уредување на списанието, кое што придонесува и до појавата и одгласите на првите, значи, македонски современи дејци и првите критичари и првите преведувачи и така натаму. Па таму станува јасно и зошто вака Ланд кажал, затоа што најмногу од литературниот аутпут во овој период всушност биле оние, не била литературата, туку биле разноразните политички памфлети кои што доаѓаат веднаш по ослободувањето, најчесто од руски преведувани или од соседните балкански јазици, најмногу од српскиот, хрватскиот и така натаму, со што се поставила подлога за понатамошните настани. Одиме кај хронолошки најстариот од преведувачите, кој што ќе го проследиме е Михаил Петрушевски. На вас познат по, веројатно ќе го препознаете по преводите на Илијадата, Одисејата и уште ред други дела. Тоа е Аристотеловата поетика со неговата позната теза, и тоа е прикованиот Прометеј, Приличевите Скендербе и Мартолозот, огромна личност, деец, филолог, научник, но и преведувач. Мене ми беше интересно и многу во неговата, сакајќи да ја проследам и да ја анализирам неговата поетика и неговото кредо за преведувањето, ми помогна еден есеј од Калиопа Петрушевска, кој што токму така се вика преведувачкото кредо на Михаил Петрушевски, во која што таа успева да го стави во една теоретска рамка помеѓу две крајности. Теоретската рамка што ја користи е таа на Ладмирал и Брек, односно дихотомијата сурсист наспрема сиблист. Мене ова ми беше многу згодна и, како да кажам, погодна за споредба, бидејќи веќе за ваква рамка сме запознаени од Шлајермахер и од Венути, кои што исто така го двојат преведувачкиот приод на, да речеме, отуѓување и одомаќинување, а тоа е двете екстреми. Дали преведувачот ќе се определи да го пресели, односно да му даде многу голема близина на оригиналот кон домашната, целната, вакво кажи го, преведувачка средина, или пак ќе го земе читателот од целната средина и ќе го пресели во добата и времето на оригиналот. За да се оформи вакво мислење за Петрушевски, јас се подпрев на некои негови есеи. Во ова време, значи, немате специализирани, како да кажам, студии за преведувањето, туку најчесто нивните мислења се вадат од предговори, од подговори кон разноразни преводи, понатаму коментари од колеги и такви работи, значи треба малку археологија. Ова е извадок од еден, мислам дека е од предговорот на целосното издание на Илијадата. Кога се определив за превод во стих, ниеднаш не помислив дека тој стих по форма треба да биде поинаков од оригиналот. Верував дека без голема нужда не треба да се занемарува тоа убаво единство на класичната форма и содржина. Ке му извините на вештачкиот пријател. Значи, тие што ја читале Илијадата, да речеме, за пример, знаат дека таму е дактилскиот стих правило и дека хексаметрите се исто така без исклучок, а тенденцијата на Петрушевски да го задржи ова е исто така неумолива. Сите коментатори што сум ги консултирал ме уверуваат дека, иако јас не читам старогрчки, дека навистина Петрушевски со голема, да не речам висок процент на успех, успева да го прилагоди Хомер и да македонскиот јазик прозвучи токму така по ритам и по форма и по содржина како што е старогрчкиот. Се разбира, бидејќи јазикот е различен, тука тој ќе биде преводот натопен во некои својствени карактеристики за јазикот цел, меѓутоа самиот Петрушевски кажува дека уверен сум дека македонскиот јазик со својот акцент на третиот слој на крајот на зборот дава широки можности за еден претежно дактилски стих како што е херојскиот хексаметар. На ова Петрушевски го надоврзува во своите преведувачки тактики и кованјето на лексика и неговата одлука да го
подпремакедонскиот превод на архаичен битолски. И тоа тука мислам дека овој потек му овозможува дополнителен простор за маневар, за да може да се ги оствари преведувачките намери. Тука е и ковањето на сложени епитети, кои што кај Хомер се насекаде. Далекуметец, белолакта, сребренонога, конјокротец и така натаму, панзирносец, лепокоса, народојадец. Прашањето овде е малку тешко за одговарање, бидејќи тука ние дали овие зборови се обид да му се угоди на читателот или пак да се зачува Хомер. И веројатно, бидејќи тој го познава одлично старогрчкиот, на ова, на некој начин со ова го поставува и македонскиот јазик на тест, дали е доволно флексибилен за да може да ги долови и овие структури. И така, да речеме, моje лично мислење е дека сепак со овие тенденции и со овие стратегии тој повеќе клони кон сурсизмот, односно тоа што Венути го нарекува отуѓување, кај Шлајермахер исто така. Меѓутоа, секогаш оставам простор за дискусија во овој поглед, бидејќи самиве овие дихотомии се проблематични од друг еден аспект кој што јас можеби сум го кажал на друго место, можеби не, меѓутоа вие имате превод на друг јазик. Тука во старт вие правите некакво прилагодување, одомаќинување на преводот во јазикот цел. И само со оваа мисла имаме проблем кога баратаме со двете крајности. Па затоа оваа тема ќе остане, значи, како да кажам, вечно отворена за коментари, а ќе ги прибележиме неговите успешни хексаметри дактилски, кои што за среќа и во македонски и на македонски звучат убедливо и одлично. Направив една мала паралела во поглед на тоа како Петрушевски и Езра Паунд се допираат, односно во оној дел каде што Паунд го пишува своето пеење прво, кое што е инспирирано од Одисејата овој пат, каде што Петрушевски преведува директно од оригиналот, тој користи македонски дактилски хексаметар и архаизира, а Паунд преведува индиректно, тој бил повлијан од една верзија од Андреас Дивус на латински од Одисејата и го превел истото извадоче, да речеме, може да кажеме, за да го направи во своето пеење, меѓутоа користи англосаксонски алитеративен стих. Исто убедливоста е до некаде тука исто прашање на дебата. Тоа е многу индивидуален и многу наметнува собствен третман, да речеме, во своите авторски текстови Паунд, кои што многу често се и под, да речеме, влијание на стари текстови и со до некаде осовремена дикција кој што, да речеме, е својствена за времето кога Паунд твори. Па така, Паунд го доживуваме како реконтекстуализација, а Михаил Петрушевски како архитект на верноста.